Би сакала, веќе сум укажала на сличен случај, но ќе укажам уште еднаш. Значи, невозможно е да постои една одлука и за разрешување, и за именување. А се разрешува некој, некога ќе му истече мандатот, туку тогаш кога ќе поднесе оставка или кога ќе стори дело заради кое се разрешува. Значи, правно нелогично е истовремено истите да ги разрешуваме и истите да ги именуваме. Разбирате ли? Значи, може да има одлука за именување, а со истекот на мандатот им престанува. Мандатот им не ги разрешуваме, туку екс официо по сила на законто им престанува. Овде нема причини за разрешување, бидејќи, еве, укажувам дека неколку од веќе постојните членови се реизбираат. И да укажам повторно гледам некои ситуации каде што членови на кабинети или шефови на кабинети се предлагаат во вакви тела. Шефовите на кабинетите и членовите на кабинетите се врзани за министерот или за тој што го има кабинетот. И тие, по мене, не се квалификувани на ваков начин да го представуваат министерството или органот каде што се шефови на кабинетот.